Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Следат нови 70 на минути на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Корупцијата го кочи патот на Македонија кон Европската Унија, вели американската амбасадорка во Македонија Анџела Агелер. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк, вели градоначалникот Касами, сака апсолутна власт во урбанизмот и прашуваат дали е време, поради јавен интерес, да се одземе ова од надлежноста на општината. МВР им оддаде благодарност на спасувачката екипа на Титов врв, на алпинистот Назир Мурсели и на директорот на Националниот парк Ибрахим Дехари. Во Битола пуштена во употреба новата северна трибина на стадионот под Тумбе кафе со капацитет од 4800 седишта. А за самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браке и сестри, пошто ете утре го празнуваме големиот празник на Пресветата Владичица наша Богородица или воведение на Пресвета Богородица, оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој празник. Ете, во утрешниот празник воведение на Пресвета Богородица во храмот, или народски, како што е познат меѓу нас, Света Пречиста или само Пречиста, овој празник спаѓа во поголемите есенски празници што се празнуваат и со домашни слави. Овој празник исто така спаѓа и во 12 големи христијански празници. Тој се смета за женски празник и повеќе го празнуваат младите жени или пак, а особено пак оние што немаат деца и се молат на Богородица за нивна рожба. Исто така, овој празник во Светата Црква е запишан и како празник на децата заради тоа што Пресвета Богородица на 3 годишна возраст е донесена во храмот да му служи на Бога. Во тоа време, незините родители, праведните Јоаким и Јана, се вели во сведоштвото долго време дека немале деца и го молеле Бога да им даде рожба, ветувајќи му дека ќе му ја посветат нему, односно ќе ја дадат на служи во храмот. Така, кога се родила Пресвета Марија, светото предание натаму сведочи дека, бидејќи Марија била измолена со солзи и ветена да му служи на Бога, незините родители уште кога наполнила 1 година сакале да ја одведат во храмот, но се плашеле дека малото девојче може да плаче за нив, па се одлучиле тој чин да го направат кога таа ќе наполни 3 години. И така кога наполнила 3 години, останувајќи доследни на ветувањето, а исполнувајќи го долгот кон Бога, ја повеле во храмот. Во свечената поворка, што 3 дена патувала од Назарет до Ерусалим, најнапред оделе девојчиња, променети во бела облека, со запалени свеќи во рацете, по нив оделе Јоаким и Јана и за рака ја воделе малата Марија, а по нив пак оделе многороднини пријатели. Со нив, невидливи за човечкото око, се вели патувале и многу ангели. Малата Марија била облечена во светла облека, со многу украси како што приличи на царска ќерка
или Божја невеста. Од Назарет до Ерусалим имало, како што рековме, 3 дена пат, но овој пат, бидејќи се работело за патување иницирано со Божја љубов, поворката со леснотие го изодила ова растојание. Токму пред храмот свечената поворка ја пречекале свештеници на чело со правосвештеникот Захарije, пејки црковни песни. Храмот бил на поиздигнато место и во него се влегувало по 15 скали. Родителите ја оставиле малата Марија на почетокот на скалите и таа самата со сила и сигурност на многу поголема возраст се искачила весело гледајќи во храмот и не свртувајќи се кон своите родители и кон народот што ја придржува. Таму ја пречекал првосвештеникот Захарije, таткото на светиот Јован Крстител, кој на општо изненадување на собраниот народ, а по Божја повелба ја внел во најсветото место во храмот еден одделен олтар наречен Сејатаја Сијатих или светиња на светиите. Тука во овој дел никој не смел да влезе, а особено жена, не влегувале ниту обичните свештеници, а само првосвештеникот влегувал и тоа само еднаш во годината и тоа на празникот кога принесувал жртва. Но ова се чуделе не само луѓето, туку и ангелите, но и ова е направено со Божја промисла и е поврзано со идната улога на Богородица, мајката на нашиот Бог и Спасител Исуса Христа. Во храмот Богородица останала се до нејзината пубертетска возраст и тука живеела заедно со другите девојчиња, заедно се молеле, принесувале жртви, пееле црковни песни, го читале Светото писмо и учеле како да бидат добри домаќинки и домашни работи, како везење, плетење и готвење. Таа била навистина многу послушна и затоа сите ја сакале и почитувале. Така во овој храм Пресвета Марија се подготвувала за идната слава што ја очекувала. Светото предание уште сведочи дека кога Марија стигнала до возраста кога девојките го напуштале храмот и се мажеле, свештениците побарале и таа тоа да го направи. Но Марија тогаш им си ја соопштила својата решеност да не стапува во брак, туку до крајот на животот да остане во храмот и да му служи на својот Бог. Но тоа не го дозволувале ниту законите ниту пак традицијата која имале евреите во тогашно време и поради тоа морало да се бара некој компромис, некој решение. По Божја промисла таа била дадена на чување на еден постар човек по име Јосиф, роднина на нејзините родители. Поради тоа во сведоштвата праведниот Јосиф се среќава и како нејзин старател, а во исто време и како нејзин свршеник. Така биле задоволени и тогашните еврејски закони и традиционални закони, а на Марија и била исполнета желбата секогаш да остане девица и да му служи на Бога. Дотогаш меѓу евреите не било познато доживотно заветување на Бога, така што Марија е првата девојка што се решила и што успеала до крајот на животот да биде заветена или посветена на Бога. По нејзиниот пример, подоцна еве во историјата на христијанството, имаме многу такви девојки, монахињи и монаси кои го посветуваат својот живот само на Бога. Во спомен на воведувањето, како што рековме на 3-годишната Марија во храмот, Светата црква го установила овој празник кој го празнуваме секоја година. Празникот на воведение на Пресвета Богородица во храмот ни го истакнува за углед односот на праведните Јоаким и Јана, нивното исполнување на ветеното, но и нивната грижа за правилно воспитување на нивното дете. Овој празник и денес е актуелен со тоа што укажува на потребата родителите да се заложат за правилно воспитување на своите деца, за осознавање на вредностите на верата, но и за одбрана од негативните пороци кои што денес ги уништуваат младината.
Затоа оваа прилика, драги браќи и сестри, сакам да ја искористам и да ве поканам сите вас утре на Света Божествена литургија, каде што сите заедно ќе се помолиме на Мајката Божја да ги чува нашите деца и да го моли нашиот Бог и Спасител Исус Христос не само за наше телесно здравје и спасение, туку и за нашите деца. Уште еднаш нека ни е за многу години, Господ да ве благослови и да се видиме утре сите заедно на Света Божествена литургија. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Свештениците од Тетовското архиерејско наместништво при Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе имаат на располагање нови административни простории откако беше реновиран објект во непосредна близина на црквата Пресвета Богородица. Објектот во употреба е пуштен со благослов на митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, кој вчера изврши и осветување на овој објект. Митрополитот господин Јосиф во сослужение на намесникот протојереј Ставрофор Мирко Станковски, старешината протојереј Ставрофор Томислав Јосифовски, ереј Евелијанчо Огненовски, ереј Трпе Богоевски, ереј Илија Сламков и џакон Илија Деспотовски изврши осветување на новата административна зграда и административните простории. Воедно владиката на црковниот одбор при храмот и на ктиторите им додели благодарници и им се заблагодари за ова богоугодно дело, информираат од Тетовско-Гостиварската епархија. По потреба, дел од објектот ќе може да се користи и како парохиска куќа за сместување на свештениците. Љубовта не родила
Процесот за поголема децентрализација на општините е зависен од политичката волја. Ова е резимето на одговорот на министерот за локална самоуправа Ристо Пенов на новинарско прашање во Тетово, кога и како ќе имаат општините поголеми надлежности. Тука најмногу се мисли на финансиската децентрализација, односно општините да добиваат повеќе средства од државата што ги собира преку данокот за додадена вредност. Датум не може да има, но на тие процеси се работи. Се бара моментот кога ќе има политичка волја за еден таков системски закон да помине во собранието. Од една страна точно е, на општини како Тетово и другите поголеми општини треба да им се даде многу брзо поголема надлежност да функционираат самите и самостојно. Но исто така има и општини и каде овој тип на мали интеграции се уште не можат да го исполнат како што треба. На натамошните чекори за децентрализација се работи. Во моментот собранието е блокирано. Не е реално да очекуваме да отвориме една таква дебата во овој момент, изјави Пенов на новинарско прашање по потпишувањето на договор со општина Тетово. Градоначалникот Билјал Касами рече дека во ситуација во која се наоѓаат општините немаат доволни можности за да им излезат во пресред на граѓаните и затоа се смета дека е потребно да се зголеми динамиката на децентрализација. Ние не можеме да кажеме за нови приходи, односно зголемување на децентрализацијата, односно интеграциите на општината, се додека го неаме реализирано и овој план кој го имаме. Има некои предлози во заедницата на единиците на локалната самоуправа, има разговори во владата за продолжување на таа динамика, но за жал кај нас од се прави политика. Мислам дека развојот на општините нема ниту етнички, ниту политички карактер, туку е во интерес на сите граѓани, без разлика на која политичка групација и припаѓаат. Се додека немаме власт поблиску до народот, а тоа е локалната власт, ние ќе имаме такви ситуации кога се губи време и средства во овие комплицирани ситуации. Централната и локалната власт такви преплетувања на надлежности имаат и во други области, како земјоделието и слично, изјави градоначалникот на Тетово Билал Касами.
da pevam ja sosio glaso vas, kade i da videte, da prenesam ja stoplina so pesma makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, idemo mi naši ubavi, lični nasmejani. Samo nije znajete da se veselime, so pesna naša ljubava, baš makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, idemo mi naši ubavi, lični nasmejani. Samo nije znajeme da se veselime, so pesna naša ljubava, večna makedonska. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Ljubef ja sedlo do mlado, ono mi beše nesvršeno. 9 godini na srce leži, rana v srce mi ostavi. Mnogo je teško, verno da ljubiš, verno da ljubiš 9 godini. Mnogo je teško, verno da ljubiš, takav srce to mi ostavi.
Нашата љубов не е верна, ниту пак беше права истина. Јас да те љубам, друг да те има, каде и што сум не се знаем ја. Многу е тешко верно да љубиш, верно да љубиш 9 години. Многу е тешко верно да љубиш, така в срцето ми остава. Ако јас умрам, ти се молам, ти да ми дојдиш на гробот мој, солзи да рониш и да ме жалиш, зарад љубов што си имавме. Многу е тешко верно да љубиш, верно да љубиш 9 години. Многу е тешко верно да љубиш, така в срцето ми остава. Македонија. Македонија. Соединетите Американски држави постојано ја поддржуваат целта Македонија да биде добро управувана демократска земја, нудејќи еднакви можности за сите нејзини граѓани уште од стекнувањето на независноста 1991 година. Фокусот денес е подобрување на економската продуктивност, поттикнување на младите да превземат активна улога во иднината на земјата и намалување на корупцијата. Иако чекорите по патот кон Европската Унија, корупцијата продолжува да го кочи напредокот на Македонија, рече американската амбасадорка Анџела Агелер во обраќањето на настанот во Скопје, со кој се одбележа 30 години од партнерство на USAID, Американската агенција за меѓународен развој со Македонија. Горди сме што сме ваш партнер во изминатите 30 години, рече Агелер, во кој бевме сведоци на значителни промени во овој период, но подвлече, пред вас има уште многу предизвици. Сега повеќе се фокусираме на вашето лидерство и инвестирање во 3 клучни области: подобрување на економската продуктивност, поттикнување на младите да превземат активна улога во иднината на земјата и намалување на корупцијата. Последново, намалување на корупцијата е важно затоа што корупцијата во било која форма ја оневозможува оваа земја да напредува во економска, социјална, образовна и структурна смисла, за кои знаеме дека може и треба да продолжи да ги постигнува. Иако чекорите по патот кон Европската Унија, корупцијата продолжува да го кочи напредокот на Македонија преку забавување на економскиот раст и поттикнување на најталентираните млади луѓе од земјата да бараат можност во странство, оцени амбасадорката Агелер. USAID го обележи 30 годишниот јубилеј со културно-уметничка програма во 8 градови во земјава, а со манифестацијата во Скопје завршија активностите по повод овој јубилеј.
Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во просториите на единицата за брзо распоредување на Министерството за внатрешни работи во Ѓорче Петров им додели благодарници за покажаната храброст, пожртвуваност и хуманост на двајца учесници во спасувачката мисија на Шарпланина минатиот месец. Имам огромна чест во името на Министерството за внатрешни работи да ги доделам овие благодарници за исклучителна храброст, пожртвуваност и хуманост на директорот на Националниот парк Шарпланина Ибрахим Дехари и на алпинистот Надир Мурсели, кои со припадници на Министерството за внатрешни работи учествуваа во спасувачката мисија на Шарпланина минатиот месец, потенцираше министерот Спасовски. По добиената пријава во попладневните часови на 8 ноември беше организирана спасувачка потрага по двајца планинари во кој учествуваа екипи на МВР, Центарот за управување со кризи, Секторот за внатрешни работи Тетово, Тетовската противпожарна единица, а Министерството за внатрешни работи се вклучи со тим од 3 возила и 10 припадници кои учествуваа во спасувањето на еден од планинарите кој беше пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош и извлекување со хеликоптер на Министерството за внатрешни работи на телото на планинарот кој почина при патот Карпа. При реализирање на спасувачката акција беше потешко повреден припадник на единицата за брзо распоредување и началникот на секторот за внатрешни Тетово. Според соопштението на Министерството за внатрешни работи, на средбата се разменија искуства од спасувачки мисии со цел унапредување на ефикасноста на самите постапки при такви мисии и генерално сите ја потврдија максимата дека силата е во заедничката брза реакција.
smraka najgolem, bez te stoji mila majče, Dejan pred mene. Bez te stoji mila majče, Dejan pred mene. Da znае дека душа кај него останам, да чуе взори молам да го солюбам, да чуе взори молам да го солюбам. Личене мајко, личене, единец мерак најголем, без те стои мила мајче, Деjan pred mene. Ličene majko, ličene, jedinec merak najgolem, bez te stoji mila majče, Dejan pred mene. Bez te stoji mila majče, Dejan pred mene. Една река уште тече и не секнува, една звезда уште свети и не згаснува. Мојта песна уште трае, срце ранува. Личене мајко, личене, единец мерак најголем, без те стои mila majče, Dejan pred mene. Ličene majko, ličene, jedinec merak najgolem, bez te stoji mila majče, Dejan pred mene. Moje oči si go gledat tuka do mene. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан.
Маркетинг. Samo što me drgna, izlezi da me ispratiš. Tuginak je odam, tugina na gurbe, zbogom donke misli na mene. Tuginak je Mladjarske si voda, starke ti se vrata. Ako me čekaš, donke da se vratam, a da mi pratiš, jazda ne se vraća. Raspleti si donke, ti je rusi kosi, bela duba da si oblečiš. Male medločevo na race da nosiš i po nego ke me pametiš. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Следуваат две куси вести од општина Ресен. Денес во изложбениот салон Сарај по повод денот на лицата со попреченост, општинската установа Дом на култура Драги Тозија Ресен организира изложба Традиција до вработување. Изложбата се состои од рачни ракотворби изработени од членови на Сдруженијето Иднина на традицијата. На овој настан ќе биде промовирано Сдруженијето, проследено со поетско читање.
Во вторник на 6 декември во просториите на изложбениот салон на Домот на културата Драги Тозија во 18 часот ќе биде организирана изложба на фотографии Преспа во дневникот на Сирио Гали. Настанот ќе биде збогатен со учество на византискиот хор Свети Ахил Преспански од Ресен, литературно читање на учениците од училиштето Цар Самуил од Ресен и доделување награди по повод литературниот конкурс Свети Климент Охридски, прв македонски духовник, учител и книжевник. Spomen Valandovski. Kaj se pesnite, srca skinati, luge vljubeni. Vreme pomina, spomen ostala, spomen Valandovski. Da despina stari od džumbušlija, ima li pesna sliko moja neka izgora. Biser balkanski, svadba se pravi, dojdi mileno, tenice teno, vrati mi ja mladosta. Kaj se pesnite, srca skinati, luge vljubeni.
Valandovski, spomen Valandovski. Со вечното македонско дерби помеѓу ривалите фудбалскиот клуб Пелистер од Битола и фудбалскиот клуб Вардар од Скопје, општина Битола ќе ја пушти во употреба реконструираната северна трибина на стадионот Петар Милошевски. Откако деновиве беа извршени завршните градежни работи за поставување на столчињата, трибината со капацитет од 4800 гледачи е подготвена за прием на публиката. Иницијативата која започна во 2014 година по желба на битолчани конечно станува реален проект, чии бенефити ќе можат да ги користат Битола и незините влюбеници во спортот, а пред се фудбалските фанови. Трибината се полни низ 7 сектори кои се поврзани помеѓу себе со внатрешен ходник. Организирана е во 9 до 12 редови со 4618 места за посетители, 146 места за почесни гости, кабини за новинари и кабини за коментатори со 8 места. Просторот по трибината е распореден на 3 нивоа, додека четвртото ниво е над самите трибини, односно представува дел од трибинскиот простор, бидејќи се наоѓа во неговото продолжение. Типот и организацијата на просториите се во согласност со пропозициите на УЕФА и програмските барања на инвеститорот општина Битола, а со цел правилно функционирање на фудбалскиот стадион. Општина Битола е единствената општина во државата која реализира ваков капитален проект со сопствени средства, од кои активностите согласно склучените договори се целосно реализирани. Во следниот период локалната самоуправа ќе продолжи со инвестиции за доуредување на внатрешниот и околниот простор, како и внесување на комплетната функционалност на објектот согласно меѓународните стандарди, но и во корелација со обврската за одржливост на објектот. Svirete pesna vesela,
neka pe duša ergeska, neka odekne ovoj tamjak, ergela kelele pašala. И за самиот крај да го проследиме соопштението на граѓанската иницијатива Тетово сака парк. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк преку соопштение реагира на ставовите на градоначалникот Билјал Касами искажани околу децентрализација во областа на урбанизмот. Откако под надлежност на општината од страна на архитекти и урбанисти кои се носители на овластувањето за изработка на урбанистички планови кои што општината ќе ги избере и ќе бидат изработени нацрт и предлог план во пропишаната постапка согласно член 27 од законот, Министерството како учесник во процесот на доделување на планот единствено утврдува дали дава согласност за веќе изработениот предлог план. Според член 51 став 2, со согласноста од страна на Министерството се потврдува дека планот е изработен во согласност со Законот за урбанистичко планирање и прописите донесени врз основа на тој закон, а особено дали планот ги содржи сите пропишани делови и прилози и дали постапката за негово донесување е во согласност со овој закон. Тоа значи дека Министерството за транспорт и врски не го изработува планот, туку ја утврдува исправноста на предлог планот, изработен и дефиниран под надлежност на општината. Постапката за донесување на еден урбанистички план започнува со одобрување на планската програма на урбанистичкиот план од страна на надлежен градоначалник на општината. Завршува согласање на советот на општината. Министерството е само филтер кој што општината мора да го помине за да се утврди законитоста на постапката. Организирањето на градовите и општините и носењето на плановите се секако чиста локална општинска надлежност. Прашуваме, зошто би пречело да се утврди законитоста на еден детален урбанистички план, кога тој би бил изработен согласно прописите од урбанистичката легислатива со визии и стратегии кои што му носат бенефит на градот? Како да се заштити јавниот интерес кога во општина Тетово се гради и надвор од предвиденото во урбанистичките планови? Дали е време урбанизмот поради јавен интерес да се одземе од надлежностите на општината, се вели во соопштението на Тетово сака парк. Градоначалникот Билјал Касами рече дека во ситуацијата во која се наоѓаат општините немаат доволни можности да им излезат во пресред на граѓаните и затоа се смета дека е потребно да се зголеми динамиката на децентрализација. Еден од главните проблеми на општина Тетово во тој урбан хаос во кој се наоѓаме, за мене е несватливо деталниот урбанистички план да оди на усвојување во Министерството за транспорт. Разбирливо е дека генералниот урбанистички план и просторниот план кои се од национален интерес да бидат изменаџирани од централната власт во делот на Министерството за транспорт и врски, но кога работиме и разговараме за внатре организирање на градовите и општините, тоа би било чиста локална општинска надлежност, изјави Касами пред новинарите. И ова би било се во денешната емисија Македонски глас на Македонското радио. Ви посакувам пријатен ден и ве очекувам следната сабота во истото време да се чуеме во добро здравје.
со љубов и со песна ќе издржиме. Ако има игра честна, ќе остариме. Секој својот пат со среќа да го проаѓа. Сјајно сонце да не грее, да не заоѓа. Дајте овде да се пие, да наздравиме. Ајде сите како еден да запееме. Дидл дај, нека ечи песната, нека грми се. Дидл дај, дај на душичката што ќе посака. Дидл дај, нека ечи песната, нека грми се. Овој живот краток е, дај на душичката море дај се. Пред нас има Божја црта, да ја следиме. Се на патот што ни стои ќе победиме. Нека оди се поредот, Господ еден е. За нас тука не е крајот, уште имаме. Дајте овде да се пие, да наздравиме. Ајде сите како еден да запееме. Дидл дај, нека ечи песната, нека грми се. Дидл дај, дај на душичката